Ивица, може ли да споделиме со нашите слушатели една ексклузивна информација? Она до што стигна редакцијата на Радио Лидер е проверено и верували или не, почитувани слушатели, од синоќа вечерта изгасено е производството во најголемиот гигант за преработка на никел во Македонија, но и пошироко на Балканот, единствената компанија, единствената топилница за никел, која се наоѓа во Кавадарци и се нарекува Евроникел Фени. Поранешниот Фени Индустри, кој поради крадењето на тука околината и на банки отиде во стечај, после беше преземан од еден конзорциум во кој има и странски фондови, има и некои домашни олигарси кои што се вмешани, но истата компанија веќе подолго време води судски процеси со една бугарска компанија која сакаше претходно да го презема Фени, но не успеа да го преземе. Се работи за компанијата на бизнисменот Волканов. Тоа е еден стейт олигарх во Бугарија, поврзан со поранешните Мултигруп, еден буквално човек државен капиталист во Бугарија. Синоќа на вработените им е кажано дека треба да престане производството. Печките не се изгасени затоа што ако се изгасат после не може да се запалат повторно, но се ставени на целосен минимум. Им е најавено дека ќе одат на колективен одмор. Ова е целосно бизнис нелогично, затоа што оваа компанија во овие моменти би требало да има енормен профит, затоа што никелот на светските берзи, еве проверив утринава, месецов варирал помеѓу $130,000 и $23,000. Историски највисоко ниво, или меѓу највисокото? Историски меѓу највисокото ниво било кога. И сега, во моменти кога профитите се најголеми, оваа компанија затвара. Односно не затвара, го прекинува производството. Што е навистина во секој нормален бизнис тек, тоа е самоубиство. Да бидат работите уште поинтересни, најавено е, постоели средби по тоа што знам, оваа компанија да биде предадена буквално на бугарите. Тоа значи дека Бугарија ќе ни го преземе најголемиот технолошки гигант во областа на никелот во Македонија и пошироко, дури многу се мали примерите во југоисточна Европа на вакви топилници и енормни профити ќе се прават. Дел од аргументацијата која се дава е дека наводно ова се правило поради цената на струјата, што не е точно, затоа што по ваква огромна берзанска цена, дури и цена од 400 евра мегават, од 300 евра, од 200 евра мегават час е исплатливо да се користи, затоа што со тие цени порано, да речеме, кога беше 4000-5000 никелот, а струјата беше, не знам, за 60%, 70% поевтина, пак како тогаш се исплаќаше, а сега на вакви огромни цени не се исплати, така што тој аргумент не вреди. Постојат сериозни индици. Разговарав и со луѓе од бизнис секторот. Постојат сериозни индици, постојат сериозна можност Фени да е дел токму од овој договор со Бугарија. Затоа што станува збор, пак ќе кажам, за бизнисмен кој е државен капиталист во Бугарија. Сакаш да кажеш од некој пакет, од некој пакет и Фени да се стави, затоа што гасењето на Фени доаѓа неочекувано, вработените се известуваат наеднаш во рок од 3-4 дена, пред 3-4 дена. Во исто време се гаси фабриката во моменти кога имаме највисока цена и најголем профит би требало да прави таа фабрика, таа компанија. Тука се вмешани и банките кои претходно нели се као доверители, тоа е таму една цела шпанска серија, но финалето кое ни го припремаат во истите моменти кога се случува бугарскиот договор е таа фирма да заврши во бугарски раце. Нешто, се извинувам, што и претходно опозицијата обвини, мислам дека беше подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски во едно негово радио гостување на Канал 77, извади документи, извади потврда за ова што се случува со Фени, човекот, и кажа дека
Ова се прави како политички договор на релација Заев-Борисов. Тогаш, веројатно, Таче и Петков, хардварците со лажни дипломи, барем овој нашиот, Не, тој нивниот е окей. се во моментов во ситуација да го реализираат тоа што го договорија Заев и Борисов своевремено. Тоа е се што можам да ви соопштам. Ја не можам да ви кажам останете будни. Мене ми е само жал за сите тие фамилии од кавадарци, чии роднини, чии татковци, чии деца работат во фени Сега се на индустрии принуден одмор. и ќе ги пуштат деновиве, се очекува да ги пуштат затоа што нема производство. Како ќе добивате плата ако нема Како производство? би може да нема насред војна? Насред војна. Кога Европа е одцепена од рускиот никел. И не само тоа, него во вакви ситуации сигурно е профитабилен фени и неговата работа. Берзите лудуваат нагоре, не може да биде непрофитабилен. Не знам како ова да го наречам. А се сеќаваш на оние разговори што беа на времето кружени из негоскопски кулари и потоа излегува дека навод Борисов и Заев договориле драматичен влез на бугарски фирми на македонскиот пазар. Па се зборуваше дека наводно неколку бугарски бизнисмени се подготвени да влезат во комерцијална банка во Скопје. Знаеш, преку банките се врши најлесно контрола на целокупната економија. Дури во тоа време мистериозно многу луѓе јавуваа како се гледале некои мејбаси пред седиштето на комерцијална банка. Ништо не се случи од таа работа. Се договарало и нешто и за Телекомот. Се договарале и во Пелагонија како наш најголем земјоделско Во индустријско Пелагонија мислам дека веќе влегоа. веќе не знам во кој ниво и во кој обем. Пелагонија веќе Но е наводно купил. дека тоа било политички договор меѓу Заев и Борисов. Токму така, политички договор со кој ќе се отстапат комерцијална банка, Да се отстапат, фени како да се индустрија. Така ќе им се дадат на бугарите. Така ќе им бидеме робови. Така ќе се отстапат. Тоа е планот. Зошто доаѓа тој Волканов овде? Зошто доаѓа? Сигурно не доаѓа затоа што многу не сака. Доаѓа за да ги експлоатира нашите руди, да ги експлоатира нашите работници. Ние стануваме бугарска колонија. Јазикот не ни го признаваат, за ЕУ не условуваат бизнисите, ни ги преземат најпрофитабилните бизнис. Замисли ти железара у Манчестер да ја дадат сега на Северна Ирска. Не на Северна Ирска, на Ирска република. Замисли, човече. Замисли. Па тоа каков скандал ќе биде, ќе ги запалат. Ова у Кавадарци е тоа. Значи ние зборуваме за најпрофитабилен кор бизнис. Во време на комунизмот сум читал по архиви колку кавадаречките комунисти предводени од Минчев, поддржани од Лазо Колешевски, се бореле таа фабрика да биде у Кавадарци за луѓе да работат и сега ние на бугарите ќе им ја дадеме. Сега ќе им ја дадеме на бугарите, да биде нивна. И ние да работиме за нив и да им бидеме робови. Во моментот кога сенино ни негираат. Луѓе, ова е колонизација. Друг збор за ова што се случува кај нас во овој момент со Бугарија, освен колонизација, не постои. Не сакам да го амнестирам, меѓутоа мислам дека овој премиерот е само извршител. Кој премиер? Ковачевски. Па сите се само извршители. Не, Заев не е. Заев е дел од луѓето кои што го спроведуваат. Ковачевски во овој момент, прифаќајќи го ова, доколку го прифати јавно, откажувајќи се од стратешките бизниси во Македонија, Ковачевски им се нуди на бугарите да биде нивни губернатор овде. Ништо повеќе од тоа. Спроведител, администратор. Они во Втората светска војна имале овде администрација, не било окупација, па исто и сега ќе биде. Сакаат да ни ја земат државата. Фени, доколку следно падне комерцијална банка или било кој од големите банки во Македонија, како што било договорено, доколку им се даде на бугарите, време е за пролетерска револуција, нема што друго да кажам, луѓе. Буквално се ќе ни земат. Најкруцијалните бизнис, не може да не ја сакате комерцијална банка да речете вака работи, онака работи, таа е домицилен, домашен капитал, домашен менеджмент, домашни инвестиции, со сите мани што може би ги има. Јасно. Во кредитирање тоа е наше, маните се наши што ги имаме. Но доколку таа банка која држи 80% од македонската економија биде преземена од Бугарија, веќе нема да биде наше тоа. Нема да биде домашно, нема да биде внатрешно. Не само тоа, туку преку банките може и други интереси да се реализираат. Секакви други интереси. Културни, Секакви други интереси. Да.
Не знам до каде ќе стигне. Не, ова е разградување на македонската државност стапка по стапка. И она што за мене е фрапантно е што се уште во СДСМ имаме луѓе кои што онака како зомби кататонично веруваат во ова. Веруваат дека идат во Европа. Не можам ова да го разберам веќе. Психолошки не можам да го разберам. Не можем Мислам, како некој култ. И јас да го разберам. Како некој култ. Се не само, значи нема кој не се јави да каже дека ова е погрешно. Режија, ве молам припремете еден блок на реклами, да направиме мала пауза по која ќе се вратиме во студиото да ги довршиме сите овие теми.